Добар ден, почитувани. Вие следите најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Која е разликата меѓу забните мостови и протези? И кога се препорачува секоја од нив кај пациентите со делумна или целосна беззабост? Оваа дилема ќе ни ја разјасни доцент доктор Филип Тантуровски, специјалист по стоматолошка протетика во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе ви овозможиме да се вклучите во програма со ваши прашања. Останете на Телма. Забни мостови или протези? На оваа дилема одговор ќе побараме, односно ќе побараме дилемата да ни ја разреши денешниот гостин, доцент доктор по стоматолошки науки Филип Тантуровски, специјалист по стоматолошка протетика во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добро ве најдов и мило ми е што сум гостин на вашата емисија. Редовно следиме, убави теми разработувате, па можеме да разработиме и темата од мојата област. Во однос на тоа што го поставивте како дилема меѓу протези и мостови, главен проблем во денешницата кај луѓето што почнуваат да им фалат заби се токму овие два поими на кои да се одлучат во однос на финансиски аспект, во однос на естетски аспект. Пред се би назначил дека протетиката не сме да се гледа како занечиски проблем кој што само надокнадува нешто што ни фали. Например, зап, него тука тоа што ни фали е како протетско помагало, кое што треба да се вметне во устната празнина, во сите биолошки, мислам во устната, во биолошкиот концепт и да биде да не пречи во останатите функции. Тоа се говорат, да има соодветна естетика, мускулатурата соодветно да ја прими, да нема пречење и да не создава пречки или лоши ефекти на останатите заби што се преостанати и останатите ткива. Сега како главен избор дали да се одлучиме на протеза или на фиксен мост, зависно прво од самиот пациент. Значи, секој доктор настапува студиозно кон својот пациент, тоа е психолошкиот аспект, кој што прво почнува да го осознава пациентот што се неговите преиспозиции, што сака да добие, како е неговиот животен стил и што тој очекува од протетското помагало, бидејќи во денешницата протетиката веќе е осврната на повеќе на естетика. Сите ние се заснуваме на естетски принципи, меѓутоа како протетско помагало јас сум застапник на таа клаузула дека протетското помагало е нешто што не само надокнадува, како што кажав, изгубеното нешто во човековиот организам, независно дали е зап или друг дел од човековиот организам, туку тој треба да се инкорпорира и да врши протетска улога, односно да ги санира дефектите. Да има функционално значење. Значи нема еден единствен одговор што е подобро и што е посоодветно за секој пациент. Зависи од ситуацијата, но сепак забните мостови се едно од најчесто изведуваните протетски интервенции во стоматологијата. Точно, и најбараните, бидејќи се изостанува оној проблем на тешко навикнување како страно тело, кое што кај тоталните протези, мојот магистериум и докторат се базира на токму на мобилните протези. Магистериумот ми беше испоредба на хигиената со дентални мостови и дентални протези. Ќе го разработиме, ќе го раскажем во следните прашања, меѓутоа сакам да назначам дека мостовите ги избираат луѓето пред да дојдат на стоматолог, они се свесни дека сакаат мостови, иако немаат такви услови, заради тоа што знаат дека мостовите не се вадат од устната празнина, но остануваат внатре цементирани и на некој начин се прифаќаат како свој заби. Некако попрактично им изгледа, попрактично, додека протезите се прво голема конструкција која што горната протеза има тоа небо, кое што што го викаат народски, што треба да се мора да го има за да таа вакуумира и да стои прикачена во устната празнина, да имаат леснотија во користење. Меѓутоа секое еднострано тело во устната празнина предизвикува лошо чувство за пациентот и период на навика, кој што пациентите некогаш го сваќаат сериозно, но некогаш се одбивни од првиот ден и се трудиме со нив. Не можам да издржам да ги носам. Повеќе да им објасниме за да ги прифатат, но кога ќе ги прифатат, после се навраќаат на моментот дека сме биле во право и дека тоа е така. Кога станува збор за забните мостови, колку и кои заби треба да недостасуваат во низа за тие да може да се имплементираат, да се употребат? Парцијална беззабост е тој термин кој што ние го употребуваме стручно. За парцијална беззабост имаме решение на мобилни протези, визил протези, некои поквалитетни, да кажам, метални протези, кои што се пофиксни во устната празнина и кои што може да се прават со припрема на мостова конструкција и мостовите, како што ги назначивте, значи тие најчесто
нели мост е направа како што знаеме и од градежништвото со два стуба и попреку да ги спојуваат тие стубови. Во случајот истото и со забите. Значи мораме да имаме два странични заби како столбови и заби што фалат кои што ќе се премостат. Меѓутоа, тие заби што фалат не треба да надминуваат бројката од 3 заби. Тоа е некоја гранична бројка. Иако некогаш, зависно од просторот, бидејќи со текот на времето постара популација која што ги изгубила своите заби, забите настојуваат да мигрираат према празниот простор, што значи ако пациентот знае дека изгубил например 4 заби, а доаѓа и сега си вика дека дознал од негде дека 3 заби му фалат, не може да стави мост. Меѓутоа, ако тие заби мигрирали и просторот е веќе намален како за 3 заби, стоматологот може слободно да изврши мостова конструкција која што ќе се направи соодветна на устната празнина и нема да има никакви проблеми. Сме среќавале во праксата и поголеми конструкции, но доколку тоа се случува, тогаш веќе зборуваме за еден циркуларен мост, односно кој не се базира само на два крајни заби, него се базира на поголема конструкција која се вклучува и други заби. Сега, дали секогаш треба да се обработат, да се избушат забите на кои што ќе биде поставен мостот? Да, значи за да се постави некоја конструкција, забите најчесто се стружуваат, зависно од тоа, значи колку и како ни е потребна ситуацијата да адаптираме. Тие имаат помалку состружување, повеќе состружување, значи главната цел на стоматологот од професионален аспект е да воспостави соодветна оклузија, соодветна џвакална површина која што пациентот понатаму ќе ја служи, а мора да напоменеме дека оклузијата, односно склопувањето на забите кај секој пациент не е исто, значи идеалното ретко се случува, може и го нема, се доловува со помош на соодветната гранка ортодонција, меѓутоа секој од нас човек имаме така наречена хабитуелна оклузија, која што не и да ни фалат заби и да имаме криви заби, ја добиваме некој контакт на сите заби, за да може да има стабилност во стоматогносниот систем, затоа што доколку немаме стабилност, ќе дојде до природата си настојува да дојде до некакво искривување на вилицата, до некаква асиметрија за да го добие тој контакт и затоа се среќаваме во секојдневието со проблеми од стоматолошки аспект, каде што протетиката покрај тоа, ќе кажам што го надокнадува забот што фали, таа игра голема улога во естетиката, меѓутоа не само на надокнадени заби, него во целата физиономија на човекот што ги надокнадува. Значи, со самото протетско помагало ние враќаме и физиономијата нормална, прифатена од човекот, значи секојдневната, да кажам, универзалност на некој лик на човек, со помош на протетиката. Затоа и со мобилните протези, кои што исто така се надворешни предмети кои што се ставаат во устната празнина, да ги наречам, и со нив ние имаме соодветни мерки кои што се базираме за да добиеме правилен загриз и да ја вратиме физиономијата нормална на човекот. Веќе споменавте, што го споменавте загризот. Што ако лицето кај кој што ја ставате задни мостови има длабок загриз или пак има неправилен загриз? Значи, може ли да се направат мостови? Секојдневна пракса што се случува со пациенти, значи имаме и помлади и постари, како што кажав, со еве да кажеме тоа е ортодонски проблем веќе, кој што треба да се разгледа стручно и постапно, треба прво тој пациент да се советува и да се третира од страна на ортодонт, за да тој загриз се нормализира, па после тоа да се надокнади со протетско помагало доколку фали зап или како што напомена во денешницата доста атрактивно со естетско-протетска конструкција која што едноставно пациентот вика не сум задоволен од формата на забите, сакам да имам Hollywood smile, некои убави заби кои што јас претходно сум ги немал и имам таква желба. Така што во однос на естетиката мораме прво постапно да ги решаваме проблемите, меѓутоа мултидисциплинарно, меѓутоа пациентите некогаш од недостаток на време, од недостаток на економски средства, тие се одлучуваат за брза реконструкција. Еве најчесто се имаме доста и патници кои што нели надвор работат, па доаѓаат тука да си ги направат своите заби. Нивното време е кратко на престој и они сакаат што побрзо да завршат, а да добијат резултат. Со тоа што ги скокаме не од наша страна, од база на побарувачка на пациентите, ги скокаме тие фази на ортодонско лечење, бидејќи тоа зазема подолг период. И тука изработуваме веднаш, мислам тоа е оправдано теоретски, да се реконструира загризот со протетски помагала, меѓутоа од база на она целосна посветеност на докторите мора да се прикаже, да му се даде барем предлог на пациентот дека тоа иде постапно вака, а доколку сака да го рипне, има можност, оправдано е теоретски, и тогаш се заснуваме на потешки случаи во смисла тие пациенти што имаат ортодонтски аномалии,
Повторно ќе кажам, таа хабитуелна оклузија, нивна насочена, навикната оклузија која што имаат во текот на животот, ние не треба да избегаме од неа, а бидејќи бараат голема естетика, или сакаат да видат заби како што ги гледаат на интернет, полно пати ни доаѓаат со телефоните, сакам вакви заби. Забите ние конкретно да гледам изолирано забот ќе го доловиме, меѓутоа дали тој ќе игра соодветно ќе се инкорпорира во ликот на тој пациент е големо прашање. Затоа во однос на денешната дигитализација на стоматологијата имаме понудува апаратурата да речеме Smile Design, кај што некои ординации го нудат како да се види пациентот како би изгледал со идните заби. И тука не сум баш сложен со таа процедура од аспект што ако некој е перфекционист и рече дека и супер сум вака, а не го добие истото во однос на целокупниот изглед, физиономија, настануваме проблем што тој не е механички проблем, да речем, функционален, него едноставно е дека он нешто очекува, не го добил тоа што го сака. Докторе, кога ги правите забните мостови и ги стружете забите, обработениот заб, откако ќе помине ефектот на анестезијата, станува чувствителен, се јавува болка. Што се презема во тие моменти? Така, во тие моменти, значи порано беше практикувано пациентите после стружување на забите, прво и тоа да го назначам во однос на претходното прашање со ортодонтски аномалии, доколку ние значи треба да ги доведеме забите да видат правилната оклузија на забите, еве народски кажано, е горната вилица да преклопува долната. Значи доста од тоа пациентите не го знаат, мислат дека треба да дадат една врз друга рамномерно, а уствари правилното решение е горната вилица да поклопува долната. За да го добиеме да добиеме таа ситуација, значи ние се упатуваме во реконструкција на загризот, во добар план претходен. Значи протетиката прво бара голем план пред да се започне со работа, бидејќи резултатот е многу битен што ќе се добие. Доколку имаме голема ортодонтска аномалија, односно размрданост на забите и не соодветна, да кажем, оклузија перфектна, таа што е прва класа што ја викаме, од однос на професионален аспект, значи ние се заснуваме со упатување кон некои девитализации на заби, значи тоа е вадење на забниот нерв, бидејќи со самото состружување и исправање на забите да добиеме позиција која што нас не одговара на целокупниот третман, некојаш повеќе се состружува забот и може во сред интервенција, во сред препарација, тоа се вика, да ни дојде до отварање на забниот нерв и да ни се усложни работата за да останат пациентите без заби подолг период од планираното. Во однос на тој аспект, доколку се девитализира забот, односно се извади забниот нерв, тогаш не е потребна никаква заштита. Меѓутоа, се заснуваме ние да останеме што повеќе забите живи, бидејќи даваме повеќе шанси за да се носат мостови. Значи, доколку пациентот доаѓа и ние направиме одеднаш девитализација, односно вадење на нервите и ставање на мост, тоа не е лоша ситуација, по некои принципи порано и така предвидува да се работи ради идни компликации. Меѓутоа се заснуваме што ако е можно, ако забот е здрав и ако имаме мала корекција на загриз, забите да останат здрави, да не се вадат нервите, а воедно пред да се почне третманот се зема копија од забите на пациентот со отпечаточни маши порано беше, мислам и сега го користиме. И на база на тоа ние од кога ќе ги состружиме забите, подоцна од тој претходен отпечаток што се го земале со несостругани заби, се прави во самата ординација копија на забите од еден вид на пластични материјали кои што уствари пациентот ги добива истите заби што ги имал, меѓутоа формата е иста, меѓутоа од вештачки материјал као покривка. Како да нема реакција. Преодни вештачки, тие се додека да ги добие, меѓутоа тоа исто му се назначува на пациентот дека тие се неговите заби. Значи неговите заби нема да изгледаат така. Ние правиме нова ситуација. Така. Меѓутоа за да нема реакција е покровно тоа или имаме разни хемиски средства кои што се премачкуваат за да нема сензитивност. Сега, од какви материјали се изработуваат круните, коронките на мостовите, на забните мостови? Така, класичен начин на изработка на круните беше метал керамиката и денешно време веќе се користи цирконијата и фул цирконијата, значи тие се без метал. Безметалните коронки. Во однос на овие дилеми, се уште како еве и со соработка со постари колеги мои, поискусни, имаме разговарано оваа тема. Што е подобро? Па да, што е подобро? Би требало да има предност. Нели, нов материјал треба да е подобар. Меѓутоа повторно зависи од ситуацијата која што ја имаме во устната празнина. Метал керамиката се уште не е изоставена, бидејќи металот како материјал самиот има голема цврстина што не може да се долови со друг материјал. И тој самиот блок на заби што се прави, значи премостениот дел е доста подцврст во однос на цирконијата,
затоа што нели имаме метална подлога и кај него се случуваат некои несакани ситуации, пукнање скршено. Меѓутоа, за одредена ситуација се избира метал керамика наспрема цирконија во однос на дефектот во усната празнина. Инаку како најсовремен материјал е нели цирконијата, која што ефектот визуелен е многу поубав, многу поприфатлив за пациентите. Дигитално денеска се моделираат, се добиваат сосема слични заби, дури неприметливи. Метал керамиката исто го доловува тоа, меѓутоа на оној микроскопски ефект, нели да кажам професионален, има доста разлика и пациентите се доста позадоволни. А докторе, зошто некои пациенти велат дека им се јавила метална линија на работ на депцето, доколку задниот мост има коронки кои што се направени од метални? Метал, да. Така метал керамика. Метал керамика. Тие мостови се така наречени, значи металната е основата со одозгоре испечена керамика. И тој раб не се заобиколува со керамиката, него керамиката е одозгора. Значи, кога самото мевце, односно гингивата, ќе се повлече со текот на времето, зависи дали пациентот има парантопатија или тековно се случува кај секој човек, значи тоа, 90% од популацијата, со самото повлекување на месото се покажува уствари работ на коронката. И тоа е тој визуелен ефект што цирконијата го доловува подобро, бидејќи нема преод на материјали, еден материјал е, визуелноста е доста прозрачна и да се повлече тоа, они не го приметуваат бидејќи сосема личи на природниот зап. Бидејќи самиот природен зап, преодот од коронката, односно видливиот дел и коренот на забот, доколку почне да се открива коренот на забот, видливиот дел на преодот исто така има разлика. Меѓутоа со цирконијата тоа е доста слична и нема пациентите не ги воочуваат тие ситни разлики, а металот е доста воочлив. А што влијае на долготрајноста и функционалноста на забните мостови, односно колку е животниот век? Така, обично прифатлива некој просек што го кажуваме практично, меѓутоа не е како правило, е околу 10 години. Зависно, нели, тоа се зависи од животните навики на пациентот, од тоа како ги користи, како ги чува, повторно од хигиената. Сега можам да го напоменам моментот во однос на мојот магистериум. Тоа ми беше тема, исто така сакав да биде темата прифатлива со народот, за да од мојот магистериум да имаат и некоја полука обичните луѓе, не само професионалците. Испитував хигиена, значи, на мостови, мобилни парцијални протези, значи едните се вадат од устата, едните се како природните зави. Во однос на квалитетот на материјалот, едните се акрилатни, каде што погрупен материјал, да кажам, во однос на денталниот плак, од друга страна порцеланот кој што е доста мазен и доста инертен на биофилмот. Меѓутоа, кај популацијата ја се сретнав со скоро идентични, да кажам, ситуации во однос на хигиената. Значи, сепак зависи хигиената многу од самата персона што ја одржува. Значи, да, материјалите се усовршени, добиваме една перфектна сјајност на материјалите, која што за протетиката е доста битна и воопшто за стоматологијата, и кога се прават пломби, значи таа сјајност е за нас битна за да нема микроструктури, микропростори каде што лесно може да се задржи плакот и да се таложи. Значи сјајноста го возможува тој да отпаѓа и самото да се случува и само чистење во устната празнина, покрај тоа што ние нели треба да додаеме свое чистење персонално. Меѓутоа се сретнав со сличен проблем, така што како главен совет на гледачите на популацијата е дека сепак иако имате вештачки заби, мора хигиената да се продолжи, бидејќи многу од популацијата мисли дека моите заби ги завршив, стаев вештачки заби, не треба да мијам заби, да. Меѓутоа тоа е многу лош концепт и лошо мислење, затоа што доста и подпорните заби кои што се под останати, нели, да ги држат тие мостови, доста се расипуваат и немаат контрола врз нив со самата лоша хигиена. Сега како да се одржува хигиената на мостовите? Класично со четка за заби и паста? Точно, класично со четка за заби, имаме евентуално посебни интердентални четкички кои што се препорачуваат. Тие се ситни четкички за меѓузаби, кај што контакти мостови со заби, или самиот мост нема споени се забите на некој начин да кажам. И исто така денеска доста соодветно средство кое што дава поволни, да кажам, поволна оценка во однос на чистењето е денталниот туш, односно water picot на англиски. Тоа е како апаратче кое што се полни со вода, на копче шприца и таа вода под голем млас иде према забите и вади се од нив останати работи што не може да се дофатат со четка. Кај стоматологот се Не, тоа се купува во продавница за домашни услови. Кај стоматологот сличното средство е на пустерот што дуваме ние со вода. Така, а кога станува збор за она што народно се нарекува вештачки вилици, односно протези, колку често тие треба да се вадат и да се измиваат? Како што напоменам, значи тој материјал е различен, тој е акрилат, значи акрилатот е малце погруб во однос на порцеланот.
тоа е предноста, затоа мислам тој се вади од устната празнина. Лесно може да се исчетка, лесно може да се сврти сите страни, да не заостане никаква храна. Кај нив е препорачливо, значи барем после секој јадење да се исплакнат, да се измија, да не заостанува храна. Таму веќе доколку разбориме за тотална протеза, немаме преостанати забе, меѓутоа устата нели е дел од организмот кај што има доста бактерии, доколку не се чистат соодветно, се јавуваат и несоодветни миризби, да кажам. Затоа пожелно е сите носачи на тотални протези после секој јадење барем да ги исплакнат со вода, па нели кога ќе имаат време да ги исчеткаат, да не заостанува храна. Кај нив нема што да се расипе, меѓутоа исто така доаѓа до потемнување, до да кажам промена нивна и важен момент е кај тоталните протези, бидејќи мора да се носат во устата колку што е можно подолго, меѓутоа исто така мора да има и период на празен рот, односно не се носат во устната празнина, да му се дае на животот ткиво да диши. Тој период може најчесто се препорачува ноќе, преку ноќта додека пациентот спие и не се дружи, нели не е во ситуација да дружи со луѓе, меѓутоа некои пациенти заради навика сакаат да ги носат преку ноќта да побрзо се навикнат, бидејќи тој е еден период кој што мора да го поминат секој пациент, некој побрзо, некој поспоро. И доколку сакаат навечер да ги носат да стекнат таа навика, тогаш се препорачува преку ден кога ќе имаат време 3-4 сати да одморат ткивото. Пред да преминеме детално за тоталните протези, уште малку ќе се задржам на забните мостови. Так. Дали представува ризик храната што се конзумира, кога станува збор за долговечноста на... Повторно, значи во однос на материјалот он е издржлив, меѓутоа потпорните зависи. Да речеме многу тврда храна, леплива храна, треба ли нешто да се избегнува? Кај мостовите е проблематично исто така, што треба да се напомене за пациентите, што чувството, значи на џвакање, кај природниот зоб, самиот забен лигамент има еден, да кажам, рефлекс, кога ќе гризне тврда храна природен зоб, самиот зоб, односно пациентот, човекот, има одбранен механизам да прекине со гризење. Така. Доколку налета на нешто тврдо, да речеме најпросто семка од некој овошје, тврда семка. Додека кај мостовите, кога веќе забот е облечен, да речеме, или препариран, го нема тој нерв внатре, како што кажав, изваден нервот, повеќе гризењето е механичко, односно тоа чувство го немаме и доколку не идеме на тврд објект, значи ние продолжуваме да гриземе и може да настане пукање на порцеланот и дефекти. Затоа предпазлива е исхраната со мостови во однос на тој аспект. Значи бидејќи самите пациенти кажуваат дека не осеќам, например, ако има мешовита дентиција, дел вистинска, дел покриена со мостови, кажува дека кај мостовите, значи не осеќам точно како гризам, што гризам. Како нели како они народски кажуваат како машина, како мелење вика, не осеќам што се случува на таа страна. Од тој аспект треба да се внимава многу, бидејќи на порцеланот може да настанат и мини пукнатини кои што во иднина би се покажал дефектот, не мора дефектот да настане одма. Така. Значи тоа е една од можните компликации, претпоставувам. Што ако пациентот има парадонтоза? Кај што пациенти со парадонтоза исто така, значи доколку се разгледува темелно, вака површински би рекле парадонтоза не смееме мостови затоа што нели веќе забите се разнишани, уште ние да им даваме некаков терет, ќе испаднат побрзо, а целта ние да ги оставиме што повеќе во устната празнина. Меѓутоа, кај одредена ситуација и до одреден степен на разнишаност на забите, изработуваме мостови конструкции кои што повторно ќе напоменам сега се поголеми, повеќе членови имаат, значи како една целина да се најчесто се препорачува и циркуларни мостови. И на база на тоа, бидејќи сите се врзани во една потковица, тоа разнишување го стабилизираме ние механички, пошто едни со други се држат и разнишувањето се намалува, а и притисокот го примаат сите рамномерно, бидејќи самото жвакање и сечење на храната, значи таа рамномерно се распределува и притисокот е помал. Доколку имаме парцијални надоместоци, тогаш притисокот на самите останати заби е поголем и тие побрзо се разнишуваат и може да дојде до побрзо нивно пропаѓање. А во однос на парцијалните протези, бидејќи тие се како опција за решавање на парцијална беззавост, тука веќе имаме, значи тој се рачуна веќе како преоден период. Значи парцијалната беззавост со парцијални протези не е, да кажеме, дефинитивно решение, бидејќи кога тогаш тие заби од самото вадење и ставање на протезата ќе се оштетат. А може ли да се прават корекции од како веќе ќе бидат поставени мостовите? Мостовите значи се пробуваат и се прават сите корекции пред да се цементираат дефинитивно во устната празнина, ради процесот на печење на керамиката. Значи на изготвување и на цирконијата. Значи штом се изработат лабораториски, доколку, значи затоа и на пациентите им даваме
можност да се изберат, да се пробаат, да имаат природен период каде што тој не е битен колку е, бидејќи имаме привремени цементи кои што исто така ги фиксираат мостовите како трајните. Значи они се служат со забите, тој момент кога ќе прифата дека е се во ред, дека естетиката задоволува, некогаш се јавува нели гризење на образите од самата реконструкција, тоа е преоден исто период, додека се надмине тоа за да пациентите на крај кажат дека еве сега сум супер, да се стават дефинитивно забите и после тоа не може корекција. Се случува да излеземе во пресред ради естетика да пробаме некоја реконструкција, меѓутоа тоа не е трајно решение. Некогаш може за еден ден да падне, некогаш може за неколку дена. Значи доколку се случи дефект, веќе треба да се размислува на промена. И имаме, нели, да кажам, од економски аспект размислуваме промената да биде нецелосна, значи да излеземе во пресред, може на таков начин, може. Доколку дозволуваат условите. Парцијално. Да. А обично колку време е потребно за пациентот да се навикне на мостовите? Обично десетина дена се окей за мостови, за протезите е подолго, околу месец дена. Така, сега ќе преминеме на протезите, но претходно да ги поканам гледачите да се вклучат со нивни прашања во програма. Исто така, доктори, мостовите се начин за премостување на беззабоста. Так. Сега, има мобилни и фиксни протези, но и едните и другите може да се извадат. Точно, така? Да, тие се модерната технологија, значи на стоматологијата веќе преминуваме кон онаа фаза, значи тоталните протези се поим кој што секој пациент завршува со нив. Што и да се случи измеѓу, последната варијанта е тотални протези. Тоа е тоа што народски се нарекува вештачка вилица. Вештачка вилица и тоа не е избежно се уште, значи дали се дава како преоден период, нели во денешно време е воведена имплантологијата, која што е доста зависна од протетиката и која што протетиката е главната наука која што врши план на реконструкција на забалото и без протетскиот план, значи имплантологијата не би била успешна, така што секој протетичар прво треба да даде соодветен план како да се реконструира забалото, што ќе се добие, што се планира да се добие и во однос на имплантологијата се тие фиксни и протези кои што се фиксираат со помош на штрафчиња за самите всадени импланти. Тоа е новата ера, да кажам, во стоматологијата, каде што пациентите, да речеме, со 4 или со 6 импланти, со нивно всадување и одозгора се изработуваат повторно акрилатни пластични протези. Но без непце, така? Но без непце, тоа е главниот проблем избегнат, задоволен од страна на пациентите. Меѓутоа, тие се фиксни и тие не се доволно цврсти, се служат пациенти, мислам, истата е цврстината, и доста се поприфатени, бидејќи најбитното од све се фиксирани во устната празнина. Тие се вадат само во професионални услови, односно во ординација, каде што пациентите доаѓаат на една контрола, чисто за да се види дали има проблем или нешто се случило, да се коригира и да се вратат. Значи слично на мостовите, но не се мостови. Не се, тие се како цел бар ги викаат, значи како цела исто така протезата, само без тие крилцата што ги викаме ние, што идат према мекото непце што држат протезата и према образите, нели тие додатоците. Значи тоа е само горниот дел кај што стојат забите, забите се наредени, нели имитираат бојата, забите се бели, базата е розова. Таа може да биде чисто пластична или може да биде на метална основа. Тоа е зависно од материјалот кој се изработува. Повторно материјалите, значи главната улога им е да бидат биокомпатибилни во устната празнина, да бидат прифатени и да бидат биоинертни, односно да не предизвикуваат штетно влијание, а исто така да хигиената се одржува на перфектно ниво. Бидејќи кој што кажав, сакале или не келе, пациентите со самото губење на заби они се насочуваат дека веќе не треба да се мијат забите и дека тоа е вештачка конструкција која што не се расипува. Така, има сега тотална протеза, но има и парцијална протеза. Така. Какви се пак тие се парцијални? Како се носат? Сосема исто, меѓутоа парцијалните протези значи се надокнадуваат заби кои што делумно фала, делумно се присутни. Повторно тие се од економски аспект, доколку пациентот се одлучи за поевтина варијанта, инаку поправилна варијанта би биле мостовите. Тие се исти како тоталните, само што имаат дел природни заби, значи ги изостануваат с природните заби, имаат надокнадено само заби каде што фалат, повторно со тоа непцето, базата на протезата, која што кај пациентите смета. Едина предност во поранешно време, значи измислени се визил протези, тие се метални, исто така парцијални протези. Меѓутоа металот е повторно подцврста легура која што може да се избегне тоа небо, односно да се намали, да биде како две прачки или некоја ситуација каде што пациентот ќе има допир со јазикот спрема неговото непце и ќе има поприфатливост на таа протеза. Доста цврсти се и доста се комбинираат со фиксни, односно мостови конструкции. Пак ќе ви кажам, ова зависи од ситуацијата во устната празнина, значи пациентите се заснуваме да им понудиме
претежно фиксна варијанта, колку што е можно. Така. Доколку, како што напоменав, не е во можност да се направи мост, односно да имаме крајни два заби, а да добиеме некоја фиксна конструкција која што пациентот полесно ќе ја прифати, тогаш е таа визел протеза со припрема, односно што значи припрема, забите што се преостанати, најчеста ситуација се тие што се гледаат, бидејќи тие остануваат по исправни, по нерасипани во устната празнина, тие се препарираат, се става на нив фиксен мост кој што до страна носи како копчиња и на тие копчиња се прикачува металната протеза. Значи таа е таа протеза на копчиња што народно се кажува, се опишува. И таа е пофиксна, поприфатлива. Меѓутоа повторно е голема. Повторно голем Мислам имаме тешка за прифаќање. Да, ќе зборуваме и за прифаќањето, но претходно да им дадеме можност на гледачите да постават прашања во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Го очекуваме првото прашање од гледач. Добар ден. Повелете, во програма сте. Сакам, јас ве пратам цело време. Така. И сакам да ми даде докторо негова и од телефонски број од амбулантата негова. Така, ви благодарам за вклучувањето. Докторот работи во приватната клиничка болница Жан Митрев. Таму сега има нов оддел за стоматологија. Стоматологија, да. Треба да, мислам, пациентите исто така, веќе некои се упатени, меѓутоа се уште некои немаат дознаено, значи целосен оддел со покриеност од страна сите бранши, сите гранки на стоматологијата. Работиме секојдневно, значи исто така сме и на дежурна служба, значи покриено е 24 часовна грижа за пациентите, така што во секое време повелете, таму сме, може да поминете, да видиме, да разгледаме. Студиозно се разгледуваат работите, нема брзање, се договараме сите заедно и настапуваме со соодветна процедура, реконструкција. Ќе го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Прво поздрав до вас и до докторот со едно прашање. Ало? Да, ве слушаме, одлично го очекуваме прашањето. Повелете. Имам парцијална долна протеза, така, која се базира на 2/3 од забите со монтажа на остатокот од вилицата. Добра. Во моментот ми е проблемот еден, дека почнуваат моите заби, иако немам парадентоза, по мислење на стоматолозите со кои се консултирав, да се клатат и да дојдеме во ситуација дека парцијалната протеза почнува да се клати и она заради тоа што нема ослонац на сопствените заби. Така, па претпоставувам ве интересира што е решението во вашиот случај. Така е. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма и за поставеното прашање. Повелете, доктор. Така, значи тоа го напоменав јас и во моето излагање. Значи, таа парцијална протеза е како преоден период, значи ја кажавме, значи не е за постојано. Ова очекувана варијанта е сега зависно нели во кој момент се ставила, како биле забите претходно. Значи не е ништо возбудливо страшно од страна на пациентот, чисто да му се долови. Може да помине, да го видиме, значи тоа може да се реши со зависно и колку време ги носи, значи тоа не знам дали него слушнав да каже. Обично и парцијални мобилни протези се препорачува да се носат до 5 години и да се направи нивна замена. Меѓутоа повторно тоа не значи дека фиксно треба 5 години да се носат. Над 5 веќе не е препорачливо ради самиот материјал, во однос на квалитетот на материјалот настанува негово трошење, променување на боја, променување на форма, зависно како се користи, што се користи. Кон што се пристапува потоа? Се прават нови протези. Значи се препорачува да се замена. На забите? Во однос на расклатувањето на забите, значи тоа може да се случи и до тие кукици што ги држат забите. Тие се метални жички кои што ги прицрстуваат забите. Некој пат од самото гризење, од самото користење пациентот не приметува, се случува значи нивна деформација бидејќи се изработени од метална еластична легура, да кажам, и која тие исто така кај парцијалните протези пациентите мора редовно да доаѓаат на контрола баш од овој аспект, затоа што они не приметуваат, ги користат, ќе се јави негде болка, ја занемаруваат бидејќи таа ќе се изгуби, нема да остане постојана и тие веќе добиваат нова положба, односно не се фиксираат на правилното место во устната празнина и доаѓа до тоа расклатување. Тоа не е проблем, дефект, некој да кажеме грешка,
Меѓутоа тоа е тековна работа, затоа и стоматолозите, нели, она главната клауза, посетувајте стоматолог и кога не ви е потребно. Така. Заради контрола баш на овој аспект, а во однос на решавање на проблемот ништо страшно, може да помине во клиниката, ќе го видиме, ќе му предложиме решение. Да ги вклучиме и останатите гледачи. Добре. Уште едно прашање од гледач во продолжение на денешната Телма амбуланта. Добар ден. Јас се надевам дека гледачот успешно ќе се вклучи. Имам знак дека има уште двајца гледачи, така, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, одлично ве слушаме, повелете. Само ќе ве замолам... Јас би сакала да прашам, јас имам горе имам циркуларен. Само ќе ве замолам, мозг. разговорот следете го преку слушалката, а не преку вашиот ТВ приемник. Слушалката, ама не го имам до крај намарено. Така, намалите го за да нема конфузија, следете не преку слушалката. Добро. Така, повелете. Еве, добар ден. Јас имам горе на горната вилица циркуларен мост. Добро. Меѓутоа сега некои заби ми се расипаја под мостот и ќе морам да ги вадам. После тоа за импланти немам коска. Па разбрав дека имало некое полнење на коска. Така. Колку време тоа трае и дали тоа гарантира дека до крај ќе ми останат тие импланти со полнење на коска? Такова е одлично прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, Така, докторе. во однос на таа коска, нели што знаат гледачите, точно дека се има опција за додавање на коска, меѓутоа зависно е колку фали коска. Значи во однос на овој случај би било невкусно вака да се, мислам, не е пријатно да се разговара вака на телевизија, бидејќи не знаеме точната ситуација колку е таа коска што фали, колку е тоа многу, каде фали, во кој дел фали. Нели ние на една 3D снимка правиме проценка на тоа каде има и колку има коска, доколку предложено е да се вади целиот мост, односно забите што останале веќе не може да носат следна мостова конструкција, тогаш би ја поканил гледачката да дојде во нашата клиника да направиме една 3D снимка или доколку има да ни ја донесе, врз база на тоа да видиме колку фали коска и дали таа е изводливо да се надокнади и да се стават после тоа импланти. Меѓутоа, во однос на трајноста на имплантите, нивната трајност зависи од многу принципи, многу услови. Меѓународот се уште владе оној мит, да кажам, каде што се мисли дека дали ќе ми го прифати имплантот, слушнав дека на тој му паднале, материјалот го одбива организмот. Во денешно време веќе доста усовршен материјалот, значи титаниум се користи, веќе се придува и на цирконски импланти, се разгледува, мислам, се во денешницата доаѓа и до тоа сознание, меѓутоа титаниумот е доста биоинертен и соодветната негова поставеност, соодветна негова оптеретеност, нормално и соодветната коска дава голема трајност, односно нема ограничување. Едино што може да се види во однос на овој случај, значи доколку фали коска, ние не го ставаме да виси имплантот, значи имплантот се поставува комплетно всаден во коската, доколку тој момент го доловиме, затоа вика мора да се види конкретно за случајот, доколку имплантот целиот се всади во, нели, го ставиме соодветно, следното негово користење нема да има проблеми. Се исто така зависи пациентката дали здравствено има некој проблем хроничен. Тоа исто така игра голема улога во тоа дали ќе се одлучиме за имплантна терапија. Добро, имаме се уште гледачи кои што очекуваат да се вклучат во програма. Ќе го слушнеме прашањето на следниот од нив. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодарам. Само едно прашање до докторот. Кажавте дека не мора да биде 5 години за вилиците нови. Доколку може да... Јас имам вилици, долната вилица не ми одговара, а сега уште 2 месеца, 3 години ќе направам. Така. Дали ќе може да ми стаи друга вилица преку социјално што викат, или со пари, и нека каже докторот кај се наоѓа амбулантата негова. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Уште еднаш ќе назначам доцент доктор Филип Тантуровски, специјалист по стоматолошка протетика, работи во клиничката болница Жан Митрев на оделот за стоматологија. Повелете, докторе. Значи вака, долната протеза е најчест проблем кај граѓаните, бидејќи условите каде што таа се изработува се многу оскудни, односно коската каде што врз која што се носи тоталната протеза е многу тенка и многу мал простор има каде што може да се изврши нејзина ретенција, односно стабилизирање на таа протеза. Горната, за разлика од долната, нели го има тоа небо,
со кое што се доловува вакуумот и тој вакуум успева да придржи протезата и пациентите со ограничени движења, тоа да не звучи лошо, ограничени движења, навикнати движења на мускулатурата и образите, тие навикнуваат да држат стабилна, додека долната вилица е многу комплексно решение, мислам комплексно за прифаќање, затоа што доле се наоѓа јазикот. Тој како орган е, значи, многу силен мускул кој што нон-стоп е во движење со секој зборување, јадење, и тој игра голема улога во незината дестабилизација. Меѓутоа, со текот на времето, значи да дојде периодот за изработка на тотална протеза, пациентот е во поодмината возраст, самата коска се троши со самото тоа што нема заби, значи забите и присуството на заби, притисокот и храната нели ја сечат, треба да се јуваат и нема удар на коската. Секој удар на коската се случува нејзина ресорпција, односно намалување на таа коска, и бидејќи долната вилица анатомска структура ни е потенка и со самото нејзино намалување, значи доаѓа до лоши услови, намалена површина каде што може да се изработи, има специјални техники како да се екстендира таа протеза, каде да се настојува да се продолжи, нели тие анатомски структури каде што во однос на повторно соединението на мускули и самиот пациент, волјата на пациентот, можно е да се стабилизира, негде добиваме вакуум и кај долната протеза, доколку коската е зачувана и навремено, значи реагирано, пошто некои пациенти знаат да одмине период па да речат ај сега ќе правам протеза. Значи протезата и било кое протезско помагало намалена коската, ресорпција доаѓа на коската. Ресорпција доаѓа и затоа кај секое губење на зап пациентот мора веднаш да го санира за да не дојде до понатамошни проблеми во неговиот живот, односно еве и кога фали дел од забите, тој дел каде што фалат заби, значи коската ако има удар од храна и било што, таа се ресорбира. Покрај тоа што имаме проблемот на инклинација на заби, односно движење на забите кон празниот простор, исто така имаме од спротивната вилица движење на забите кон празниот простор, доаѓа до намалување на тој простор и подоцна пациентот доколку дојде во период каде што изгубил повеќе заби и сака да добие некое фиксно решение, имаме проблем со меѓувиличните односи, односно доаѓање до намалување на тој простор каде што може ние да поставиме заби. И тоа се среќаваме со еден друг проблем кој што не е нерешлив, меѓутоа е проблематичен за прифаќање на пациентот. Значи, во однос на прашањето, може да се направи било кога нова протеза и исто така, доколку мрда, пошто пациентка рече 2-3 години, може, ако е во ред оклузијата и процениме дека протезата се уште може да се користи, има опција и на ревазирање, односно се подложува таа протеза и добиваме ново лежиште моментално на состојбата каде што... Значи со некаква интервенција на самата протеза. Така. Се подложува, односно се додава материјал кој што се го имитира, значи spravi нов калап уствари на протезата. Ја стабилизира? Ја стабилизира, го добива соодветниот облик, бидејќи ова разлабавување може да се случи и со ослабување на пациентот, значи губење на телесна тежина. И дури тоа влијае. Да, бидејќи се губи калапчето и она почнува да има луфта. Да го слушаме и следното прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до Војтијава и до доктор Туровски. И така на прашање да поставам, ја гори имам мобилна протеза. По претходно изгубување на сите заби од парадонтоза, од болест на устата. И сега ме е прашањето, дали и во состојба со диабет и со други некои хронични болести, дали имплантот може да во случај на претходна парадонтоза да искористи колку што импланти. Да, имате доктора некој прашање? Не, во ред, ви благодарам за вклучувањето. Значи во однос на парадонтозата и тие системски заболувања други е многу комплексно кај тие пациенти да се одлучиме за имплантна терапија, бидејќи тие нели изгубиле природните заби, не е неизводливо, значи се случува и кај пациенти со диабет регулиран и стабилен да се изработат импланти, меѓутоа таа е поделикатна ситуација кај што тимски се разгледува од страна на орални хирурзи, од страна на протетичари и се дава едно целосно решение, меѓутоа и во контакт со интернистот, односно пациентот каде што го водат тие системски заболувања, како се одвива, како движи, како значи била неговата болест во текот на животот и во однос на тоа се одлучуваме. Најчесто, нели, да кажам народски, избегнуваме такви ситуации, меѓутоа не е неизводливо. Значи има пациенти кои што и такви си носат импланти, меѓутоа нели, зависно од ситуацијата каква е здравствената состојба. Така, уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да прашам нешто ме интересира. Кога има парадонтоза,
Добро. Сега има некоја, не знам како се вика таа техника, тоа се како импланти, меѓутоа нешто се подолги тие колчињата што се стават и многу брзо се става забите, као за неколку дена веќе има заби. Дали тоа кај нас се работи, дали е болна таа процедура, тоа ме интересира. Така, ви благодарам за вклучувањето, Значи, докторе. тоа е новиот момент на имплантите, нели имплантологијата, а исто така и стоматологијата се базира на да се скрати што побрзо, што пократка да биде работата, бидејќи самите пациенти кога доаѓаат во ординација, нели сакаат што побрзо да се завршат работата, да добијат резултат. Во однос на тоа се измислени, да кажам, пронајдени тие трансгингивални импланти, односно импланти кои што не е потребно да се прави оперативно поле, да се отвара оперативно поле, се ставаат преку гингивата, буквално како насадување на штрафчиња, како што има информација пациентката, а во однос тоа е нели да се избегне ефектот на, значи во класичниот метод се всадува имплантот со оперативно поле, се затвора тоа оперативно поле и зависно од условите може веднаш да се стават тие абатменти над имплантот, а може и да се почека имплантот да се инкорпорира во коската, да се осоинтегрира. Тоа е процес кој што трае 3 до 6 месеци, да се зацврсти тоа значи и после тоа ние повторно нецелосно работно поле, меѓутоа го пронаоѓаме имплантот на наши техники, го ставаме тој абатмент, го визуализираме, односно станува визуелен имплантот и на база на тоа со соработка со техниката, со скен методи денеска по ново време, значи избегнати се тие отпечатоци, веќе се избегнуваат, во соработка со техниката се изработуваат протетската конструкција, односно конструкцијата над имплантите. Во однос на тие, како што кажа, краток период на изработка на заби, тоа е можможно, кај нас се работи. Значи, целата процедура е исто што спомнавме со вас, дека таа фиксна протеза, која што е пластична, се изработува за кратко време веднаш по поставување на имплантите, пациентот добива заби и тие заби не се за трајна употреба, значи преодна фаза е, меѓутоа слободно може да се користи пациентот и да види како би изгледале неговите заби во практична примена. Подоцна тие заби се заменуваат со трајно решение. Значи се прават провизорни заби, тие што се, да кажам, пластична варијанта, која што да се види како ќе изгледа, додека зацврсти малку имплантот и подоцна тој период се заменува со трајните заби, односно протезата што ја зборев, со метална основа. Значи стоматолошката протетика со брзи чекори оди напред. И со брзи чекори на база на барање на гледачите на пациентите. Имаме уште едно прашање од гледачки, го слушаме во продолжение на денешната Телма амбуланта. Добар ден. Се исклучил гледачот. Продолжуваме понатаму. Докторе, кога станува збор за тоталните протези со горно непце обично, па еве сега слушнавме дека и тие кои што имаат долно непце се многу тешки за адаптација. Се случува ли пациентот да не успее да се навикне на нив и дали е важно да ги носи за да не се ресорбира и коската која што останала на вилицата? Многу битна препорака е да се носат, значи, протезите, бидејќи исто така има пациенти кои што нели се споредуваат со минатото, познавале некој чичко стар кој што немал заби и живеел долго и супер му било. Меѓутоа тоа практично не е оправдано. Ние како стоматолози, затоа и е таа гранка, затоа е протетиката тука да советува тие протези мора да се носат баш за тоа, како што напоменавте, да се намали таа ресорбција, значи таа ресорбција не може да се избегне, меѓутоа се успорува со самото тоа што притисокот се распределува рамномерно на целата коска, а не на ударни точки во одредена положба, во одредено место. Со самото тоа што се разложува притисокот, коската прво го прифаќа послабен притисок, бидејќи е разложен, и разложен е исто така и во однос на местото. Значи, по целата вилица се разложува, како главна особина и совет на гледачите, на пациентите, кај тоталните протези сме се срекавали со пациенти кои што едноставно работата истрпуваат, меѓутоа кога ќе добие крајен резултат, нека да ги стави во уста, се нервира, што правев јас. Тоа сме го надминале, некои пациенти може ќе се препознаат во муабетот. Како препорака е упорноста. Значи, една главна препорака прво за користење, нели има пациенти кои што имаат голем ефект на голема дразба на, да кажам, на гадење. Им се повреќе постојано кога ќе ја стават. Тие пациенти се проблематични, самите себе си го знаат тој проблем за било што, меѓутоа и кога ќе дојдат до оваа фаза каде што стават во устата големо парче пластика, која што нели сепак е чудно за све, и тоа го напоменувам често, јазикот да му ставиме една трошка, он ќе најде и ќе му смета извесен период, бидејќи не е навикнат на таа трошка.
така што кога ќе добие големо парче пластика во устата, тој веднаш се буни, нели, пациентот е понадразлив. Меѓутоа со упорност, нели, не мора да се носи првите периоди од одма се става 15 минути, пола сат, 2 сати, тој период се зголемува и бидејќи со самата физиологија, секое страно тело што ќе дое во устната празнина, како што и во моментов протезите ги осеќа организмот на почетокот, значи се советува како совет од стоматолозите со првото ставање на протезите да се користат и бомбончиња кои што психички пациентот го избегнува моментот да размислува само на протезите. Значи он со самото лижење на бомбонче ги голта плунките кои што повеќе се лачат, не му сметаат бидејќи во однос на бомбончето тоа е нормално и побрзо доаѓа до совладување на нивното носење. А што значат за беззабите пациенти протетските интервенции? Од аспект на самодовербата, на социјалната дружба, на дружбата со пријателите? Многу битен момент во денешницата. Има една слика, нели, што врти по интернет, каде што на пациент му е избришана веѓата и му е избришан забот. Сите нас, ево и јас лично која ја видов, прво ти паѓа во очи дека му фали заб, не гледаш дека веѓата му е избришана. Значи, забите играат доста важна улога во естетиката, во самодовербата, во психолошкиот аспект на пациентот. Со самото губење на забите, како што кажа, физиономијата се менува, пациентот добива, да речеме, еден постаречки изглед, пропранато лице, кое што со протетиката го враќаме тоа првобитниот негов изглед и задоволство. Во однос на типот на протетска конструкција, значи, повторно ви кажувам, значи, со секој пациент е различно, прво се настапува психолошки да видиме што он очекува и да му се каже дека во однос на границите кои што може да се изработат кај него реконструкции, тој ќе добие подобрување, ќе се навикне на тоа, меѓутоа тоа да не се гледа само од слика. Да не се гледа само од слика. Докторе, ни остана уште многу работи необработени, што ги предвидовме во денешната Телма амбуланта, но еве, можно за уште една наша соработка и за уште едно ваше гостување во емисијата. Ви благодарам многу за вашето гостување и за сите убави појаснувања на оваа тема. Ви благодарам и на вас. Се гледаме во некоја наредна прилика. Почитувани, ова беше уште едно издание на Телма амбуланта што го реализиравме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте. Пријатно.